Ви посакувам добар ден и добре дојде со Фактор здравје. Ова е вашата здрава навика и свежата доза на информации и позитивна енергија кои што ќе ги споделуваме до крајот на емисијата. Ве поканувам да бидете со нас првенствено во представувањето на темата и гостинката за денеска. Здравјето и здравите навики, би рекол, се процес кој што треба да се применува, негува и постојано да се надоградува до крајот на животот. Ова го тврдам бидејќи во центарот на овој процес, би рекол, или она што е основа е здравиот имунолошки систем или имунитетот. Бројни истражувања и научни студии во светот докажа и ќе докажуваат, би рекол, дека имунитетот е основа за од една страна да се превенираат и никогаш да не се појават одредени состојби или болести, а доколку тие се појават со силен имунитет, полесно ќе се поминат и со поедноставна клиничка слика и евентуални компликации. Кога зборуваме за имунитетот, јасно и сепак докажано е дека тој треба да биде на високо и задоволително ниво во текот на целата година, бидејќи бактериите, вирусите, габите и другите патогени кои што се околу нас буквално никогаш не мируваат. Кон имунолошкиот систем денеска повторно ќе се навратиме со темата во Фактор здравје, тема која што ќе ја најавам по оваа прва доза на информации и секако ќе ве поканам и вие да бидете до крај со Фактор здравје со ваши јавувања и интерес кон гостинката која што ќе ја представам исто така во продолжение. Денешната тема која што ви ја нудиме во Фактор здравје е насловена со антиоксиданси против вируси. Оваа тема ќе ја збогатиме преку многу практични совети од секојдневното практично и секако научно искуство на виш научен соработник доктор Драгица Зенделовска, на која што првенствено ни посакувам добре дојде и денеска во Фактор здравје. Добар ден, добро дојдовте. Како сте и што има ново, би рекол, на вашето работно место? Добро, благодарам. Благодарам на прашањето, Илија, ви благодарам и на поканата, исто така. Да. Не мируваме, работиме. Како научници докажувате и секако презентирате нови аспекти кои што денеска благодарам што сте тука, ќе ги презентирате во продолжение. Предлагам да ги видиме блокот реклами и пауза по која што ќе отвориме денешната тема насловена со антиоксиданси против вируси. Уште еднаш ве потсетувам дека денеска во Фактор здравје зборуваме на тема со антиоксиданси против вируси, тема кон која што и вие сте добро дојдени од овој момент активно да учествувате преку ваши јавувања на 60919224 и 60919225. Со виш научен соработник доктор Драгица Зенделовска ќе ви ја приближиме оваа тема, а пред да ги слушнеме вашите јавувања и вашиот интерес, она што на почеток сакам да го споделам и да се надоврзам на рубриката Истражувањата докажаа е буквално фактот дека болестите не мируваат во текот на целата година. Во текот на летните периоди и летното како годишно време, покрај оние ентеро или гастроинтестинални вируси и заболувања, актуелни се инфекциите предизвикани од респираторниот тракт, односно инфектите кои што предизвикуваат респираторни проблеми, а доказ на тоа и коронавирусот и заболувањето COVID-19, пандемија која што се уште ја живееме после 2,5 години од нејзината појава. Професор, ќе би ве прашал зошто е тоа така, зошто еве вирусите како патогени не мируваат, иако се надеваме дека летото е период кога нема активности. Она што не побива и како факт веќе вчера беше публикувано е извештајот од Институтот за јавно здравје, каде што изминативе 7 дена бројот на заболени со коронавирусот за 63% е зголемен во текот на претходните 7 дена. Па Илија, се чини дека пандемијата не е баш завршена. Можеби е при крај, можеби веќе новите соеви не даваат таква клиничка слика како што беше на почетокот. Меѓутоа, се уште е актуелна оваа тема. Како што напоминавте, не постои период во годината каде што не сме обкружени со патогени, дали овде се бактериите, дали се вирусите, дали се паразитите, меѓутоа, ние сме така природно скроени, во суштина нашето тело треба да даде одговор на напад од било кој патоген. Меѓутоа, скоро сите знаеме, па дури нашите гледачи, многу често се случува луѓето неколку пати во текот на годината дали да имат вирусна инфекција, бактериска инфекција, почести заболувања да се случуваат, но сепак тоа се должи на функционирањето на имунолошкиот систем. Колку почесто се разболувате, тоа е еден од сигналите или знаците кои што ви укажува дека вашиот имунолошки систем не е баш на
на задоволително ниво. Кога сме веќе кај вирусните инфекции, еве и пандемијата. Да, тие ни се фокус денеска. Па тие ни се фокус во суштина, меѓутоа јас би сакала да дадам една целина за да можеме да ја заокружиме оваа тема. Во суштина, кога имате напад од некаков вирус, вирусот не може да опстои во животната средина, му треба организам за да може да се реплицира, за да може да се размножува. Да. Меѓутоа, првото што се случува во нашето тело е одговорот на имунолошкиот систем, кој што можеме, ајде да кажеме поедноставно за нашите гледачи, можеме да го поделиме во две фази. Значи, првата фаза е она акутниот одговор, каде што во суштина ние имаме бариери како што е слузокожата на цревата, кожата и така натаму, кои што први го спречуваат или пробуваат да го спречат влезот на патогените. Меѓутоа во оваа фаза се случува и секреција на интерферони или пак стимулација или активација на НК клетките или како што ние ги нарекуваме природни убици. И многу често се случува во оваа прва фаза, да речеме, вирусот комплетно односно инфекцијата да се спречи, да не оди во повисок стадиум. Меѓутоа, исто така се случува да оваа прва фаза не успее во борбата со условно кажано натрапникот и практично сега доаѓа втората фаза во која што пак се вклучува адаптивниот имунолошки систем, каде што веќе посериозни, да речеме, процеси се случуваат во телото за да се избориме со вирусните инфекции. Имено, веќе доаѓа до активација на белите крвни зрнца, односно бета клетките, кои што се дел од белите крвни зрнца, продуцираат антитела. И исто така те клетките кои што се многу важни, особено оние цитотоксичните клетки кои што ги пронаоѓаат клетките во организмот кои што се зафатени од вирусот и на некаков начин треба да ги уништат. И во оваа фаза веќе се случуваат и оние мемориски клетки, значи кои што практично памтат дека вие сте биле во контакт со вирусот, па евентуално кога ќе биде некоја следна инфекција да може имунолошкиот систем практично да го препознае. Значи, ова е така, ајде да кажеме, поедноставниот начин на објаснување, бидејќи функционирањето на имунолошкиот систем не толку едноставно практично може да се објасни, меѓутоа секогаш одиме до крај дека луѓе кои што имаат практично слаб имунолошки систем, дека ќе бидат почесто подложни на вирусни инфекции, на бактериски инфекции, инфекции со паразити и така натаму и така натаму. Да. Тука вклучувајќи ги канцер клетките, да не ги заборавиме. Да, објасните вие каков е механизмот и всушност дека највулнерабилни или најпогодени се лицата кои што имаат чести инфекции во текот на годината или намалено ниво на имунолошки систем. Јас и во најавата споменав, и вие сигурно од научен аспект ќе потврдите, тоа се лицата кои што имаат хронични болести, кои што се за жал со некое малигно заболување или во рековалесценција после некоја хируршка интервенција. Но тука ме интересира кога веќе ќе настане проблемот, рековте во две фази, дали лицата кои што се инфицирани или имаат некоја вирусна инфекција, тогаш треба да преземат акција или дејството или нивото на имунолошки систем треба да се гради постојано. Каква е вашата препорака? Континуирано. Да. Значи немате кампањски спремање на имунолошкиот систем. Акутно не може да го зголемиме, да речеме. Не може. Ако збориме за вирусни инфекции, вирусните инфекции можеме да ги поделиме во 4 класи. Во зависност од тоа дали имунолошкиот систем ќе може да го исчисти вирусот од вашето тело. Па така да речеме, SARS вирусите практично спаѓаат во првата класа на акутни вирусни инфекции. Меѓутоа имаме вирусни инфекции втора, трета, четврта класа кои што може да дадат едно, да речеме, латентно однесување или пак хронична вирусна инфекција или не да боже прогресивна како што ја имаме кај ХИВ. Така да во тие случаи континуирано треба градење на, односно внимавање на поддржување на самиот имунолошки систем. И не е тоа толку едноставно, значи без разлика на периодот во текот на годишните времиња, континуирано со тоа што поголем акцент секако треба да се даде, да речеме, во зимските периоди, тогаш кога практично имаме поголем проблем со грип, со настинки и така натаму, меѓутоа убаво кажавте во најавата, вирусите се и во лето овде, така да континуирано треба да го градиме нашиот имунолошки систем. Единствено што е исто така многу важно и тоа што не научи искуството во изминатиот период со самата пандемија е да се напомене дека кога се случува таа вирусна инфекција, во суштина самиот имунолошки одговор на таа вирусна инфекција води до воспалителен процес. И практично
Нема шанси да имате вирусна инфекција, а да немате инфламација. Сега исто така многу интересно кога ќе се појави тој воспалителен процес, затоа што самиот воспалителен процес пак доаѓа да создава состојба на оксидативен стрес, каде што имаме зголемена продукција на слободни радикали. Просто е невозможно воспалителен процес да се јави во телото, а да не се појави состојба на оксидативен стрес. Овие два процеси некако идат еден со друг. Се одвиваат, И тие практично делуваат и еден против друг. И така е многу тешко во суштина, затоа велиме многу е важно клинички маркер да се следи процесот на инфламација, меѓутоа да се следи процесот на редокс рамнотежата, односно низиното нарушување со прекомерна продукција на слободни радикали, а во таа насока избор на правилна, да речеме, терапија или дополнителна терапија со антиоксиданси, за да може практично да се супримираат овие две состојби. А од друга страна, дополнително, да речеме, вирусните протеини влегуваат во интеракција со митохондријалната мембрана и тие исто така продуцираат слободни радикали и практично на таков начин вирусот си овозможува сам на себе да може да се реплицира. И затоа е сега многу важен тој имунолошки одговор и тој третман со антиоксиданси. Значи практично имаме три состојби на кои што треба да делуваме. Значи оксидативниот стрес, инфламацијата и секако ќе треба да се додаде нешто кое што ќе делува на вирусната репликација, на размножувањето на вирусот, да може да се спречи. Да, пред моето следно прашање имаме некого на линија. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господине. Кое е вашето прашање? Не сакам да прашам. Да. Во врска со антиоксиданси, COVID-19 и сите почнавме да купуваме, да пиеме цинк, витамин С, D3. Сега, после 4-5 месеци, правам анализа, АЛТ и АСТ ми е малку покачено. Можно ли е од прекомерно земење на антиоксиданси црниот дроб да биде оптеретен? Тоа ме интересува. Дали ова доволно, професорке? Доволно, да, ви благодарам за интересот ваш. Ќе го објасниме и овој момент, затоа што не случајно реков треба да се внимава на таа редокс рамнотежа која што е многу кревка. Меѓутоа, нашите истражувања во овој период со групата колешките од Институтот за фармакологија Марија Петрушевска и доктор Емилија Атанасовска, секако во соработка со колегите од Институтот за инфективна клиника, тука да го спомнеме и клиниката за инфективни болести, се извинувам, Институтот за имунологија, Институтот за патологија. Да, вие бевте дел од тој научно-истражувачки проект. Така е, и Институтот за хематологија. Практично го следевме целиот процес, односно баравме начин како оксидативниот стрес како една алатка да го поврземе со другите клинички биохемиски параметри кои што се јавија кај луѓето кои што беа инфицирани со SARS-CoV-2 вирусот. И во суштина покажавме дека со многу параметри, да речеме, влегува во добра корелација. Покажавме дека кај луѓето кои што имаат сериозна состојба на инфекцијата, практично имавме ги работевме и лимфоцитите, значи ги гледавме и активацијата и на Т клетките и на бета клетките. Практично гледавме колкава е концентрацијата на витамин Д кај луѓето кои што можеби за жал завршија со летален исход, така е. Исто така го следевме инфламаторниот процес и на крај покажавме и докажавме дека практично оксидативниот стрес или индекс можеме да го користиме како алатка за да можеме да прогнозираме во која насока би одела болеста, дали пациентот практично ќе биде излечен или едноставно ќе одиме во практично болеста ќе прогресира. Така да на таков начин овие резултати успеавме да ги објавиме во научни часописи со високи импакт фактори и секако овде не застанавме, пошто покажавме дека оксидативниот стрес како алатка може практично да се мери, можеме да го користиме како прогностички маркер. И на крај одевме во насока што сега правиме, односно ајде да видиме со каков третман од антиоксиданси можеме да делуваме за да може целата таа состојба да се супримира. Меѓутоа нас ни требаше препарат кој што во суштина е некако инвитро докажан претходно.
преку инвитро испитувања кој што ќе делува и антиинфламаторно, ќе делува и антиоксидантно, значи ќе има повеќе биолошки механизми и практично ќе делува на намалување на вирусната репликација, за да можеме практично да опфатиме од сите овие механизми кои што ги спомнав претходно. Па така практично се случи второто научно истражување каде што почнавме да даваме моќен силен антиоксиданс и да следиме како оди практично болеста. Точно е тоа навистина дека луѓето овој период пие премногу, ако се сеќавате, Илија, дека во суштина ние сме зборувале на таа тема, без консултација, затоа што постои тој антиоксидативен парадокс, затоа што слободните радикали не треба скроз да се уништат до крај, бидејќи тие се важни исто така за многу физиолошки процеси, дека таа кривка рамнотежа треба да се прати и секако во консултација нели со лекар или со стручно лице, практично да се ординираат ваквите антиоксиданси. Зборувавме дека долготрајното пиење на цинк може да предизвика гастроинтестинални проблеми. Зборувавме дека витаминот Д исто така треба да се внивава во какави дози. Има начин како да се проверува концентрација на витамин Д во крв, да се следи дали треба да се продолжи да се пие, кои се нуспојавите од долготрајното зимање на антиоксиданси. Меѓутоа мислам дека зборувавме и една емисија посветивме и за пост-ковид синдромот, ако се сеќаваш, затоа што во суштина ние алармиравме уште пред година дена дека практично луѓето кои што како ја рековме, онаа девиза се сеќавате, излекувани, но неоздравени. Но неоздравени, и тоа е тој момент каде што кај многу Еве и сега клиничката слика и многу ваши колеги тоа го потврдуваат во клиничка пракса, тоа го презентираат. Еве и вчера зборувајќи за диабетичната полиневропатија, колешката ваша тоа го потврди. Така е, за жал, се почесто се појавуваат симптоми од типот проблеми со концентрацијата, анксиозноста, депресијата, маглата во мозокот, проблеми со спиењето, болки во мускулите, да не зборуваме дефицит во однос на мирисот, апсолутно, вкусот. а да не зборуваме со хроничните срцеви заболувања. Значи, имате луѓе кои што тој распон на овие симптоми трае дури година дена после завршувањето на лекувањето или тој клинички дел. Така е. Така да навистина кај овие луѓе и како треба практично да се следи таа состојба и да се зема некаква дополнителна поддршка. Да. Благодарам, имаме уште едно јавување. Добар ден. Ало. Добар ден, господјо. Повелете, кој е вашето прашање? Поздрав и до двајцата. Благодарам. Поготово до докторката која многу ја сакам, ја почитувам и со задоволство ја гледам. Ви благодарам. Имам едно прашање. Да. Јас имам мозголен реуматоиден артрит, тоа е веројатно автоимуно заболување, па имам проблеми со алергии, па не знам што не се проблеми имам. Еднаш ведов германиум 132 како имуностимуланс, меѓутоа читам и се размислувам, јас имам автоимуни заболувања, дали со тоа нема да ја влошам состојбата, па го чував и го дадов на моите деца на сној да ги пијат, плашејќи се дека ќе ми стане уште полошо. Ве молам незиното мислење за мојата состојба во однос на примањето на имуностимулатори. Да, ви благодарам. Останете со Фактор здравје. По паузата за реклами ќе продолжиме со денешната тема и првенствено одговорот до вас, господјо, што се јавивте пред малку. Со виш научен соработник доктор Драгица Зенделовска денеска во Фактор здравје зборуваме на тема со антиоксиданси против вируси. И натаму сте добро дојдени на 60919224 и 60919225. Професор, ќе пред да одговорите на прашањето, само ќе дополнам она што го споменавте дека пост-ковид синдромот и клиничката слика кај оние кои што се излекувани, а не оздравени, се уште евидентна, рековте и една година после прележувањето на инфекцијата. Прашањето ми е што тоа значи во контекст на научно-истражувањето проект кој што го споменавте и еве директно одговорот за господјата која што го постави во однос на земањето или неземањето на Г132 плюс натурал во контекст на болеста ревматоиден артритис. Навистина е точно кога имаме автоимуни заболувања дека не треба да се земаат имуностимулатори. Меѓутоа Г132 плюс е имуномодулатор. И тоа е многу голема разлика. Значи не го стимулирате имунолошкиот систем, него практично го модулирате. И во вакви состојби треба точно да се одреди дозата и време траењето на пиењето на ваквите имуномодулатори кога имаме автоимуни заболувања. Во однос на истражувањето кое што го Вие го споменавте со колегите од повеќе институции. Така е. Ние решивме да го даваме Г132 плюс натурал кај луѓе кои што имаат COVID
COVID-19 и тоа пред се кај пациенти кои што не беа згрижени на клиниката за инфективни болести, него практично доаѓаа во амбулантата на клиниката за инфективни болести. Кај нив го следевме тоа за кое што знаевме претходно од инвитро испитувањата дека Г132+ е многу силен антиоксиданс, дека ги блокира слободните радикали, меѓутоа дека има и висок антиинфламаторен потенцијал. Дека инфламацијата се случува кај ковид болните, тоа го претходно докажавме преку истражување на голем број на цитокини, цела палета на цитокини, така да на таков начин избравме еден препарат кој што е прилично комплексен, меѓутоа препарат кој што содржи компоненти кои што ќе ни даде антивирусно дејство, антибактериско дејство, кој што ќе ни даде модулација на имунолошкиот систем, каде што практично ќе испровоцира активација на Т клетките, особено овие цитотоксичните Т клетки. Избравме препарат кој што ќе делува супресивно на цитокините, за да може да ја намали инфламацијата и секако препарат кој што ќе ги блокира слободните радикали, па индиректно практично да ја врати редот с храмнотежата, меѓутоа да ја намали способноста на вирусот да се размножува или да се реплицира. И практично го дававме тој препарат од 15 до 30 дена, 2 пати по еднаш, земавме 30 доброволци, меѓутоа ги компариравме со луѓе кои што не пијат, а кои што имаа скоро иста клиничка слика како луѓето кои што го земаа овој препарат. И секако резултатите и такако беа солидни и покажаа дека практично процесот или време траењето на заболувањето практично се намалува, се скратуваат деновите, симптомите се намалуваат, па некаде дури и за 4 дена се забрзува процесот на лекување, а од друга страна без да се појават било какви нус појави или странични ефекти во смисла на антиоксидативниот парадокс, она што го зборуваше претходно господинот за кој што праша дека предозираната предозираноста од антиоксиданси, бидејќи во секоја ситуација кога се пијат било какви изолирани антиоксиданси, може да се случи и некаква слободна форма на антиоксиданси кој што циркулира во телото, практично да даде некаков токсичен ефект. Меѓутоа во ваквата ситуација со Г132+, ние клинички не видовме таква ситуација, така да го гледавме АЛТ-то, гледавме АСТ, гледавме проширени биохемии, следевме прилично многу големи маркери, видовме дека инфламаторните маркери се намалија 3 до 6 пати, оксидативниот стрес во рок од 15 дена се врати практично во нормала, меѓутоа и сите други биохемиски параметри се вратија во нормала, дури и леукоцитите, за разлика од другата група каде што веќе леукоцитите почнаа прилично да растат и ЦРП-то се уште не се намалуваше. Да, ќе се вратиме на овој дел од разговорот. Претходно имаме уште едно јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Да, кој е вашето прашање? Поздрав до докторката и до водителот. Благодарам. Сакам да прашам докторката. Јас сум оперирана пред 4 години од карцином на дебело црево и еве од тогаш секој ден го пијам Г132 натурал на сабајле пред оброк. Добро. И до сега се чувствувам добро, се е во ред. Дали и понатаму да си продолжам постојано секој ден да го пијам или треба пауза? Ја молам докторката да ми каже. Да, ви благодарам за вашиот интерес. Имајте пријатен ден и ви посакувам секое добро. Еве уште еден доказ за малигните болести за кои што зборувавме. Која е тука вашата препорака? Не случајно овој препарат се дава кај малигни заболувања, бидејќи и за него постојат инвитро испитувања кај различни клеточни линии од различни типови на карциноми. И тука е баш карциномот на дебелото црево, карциномот на дојката, карцином на простата и така натаму. Она што е добро во овој препарат е што е, рековме уште на почетокот, е комплексен, меѓутоа има две компоненти кои што и такако се многу важни кога станува збор за канцерогените заболувања. Тука е медицинската печорка реши кој што и такако е важна ради присуството на бета-глукани и други полисахариди кои што го модулираат имунолошкиот систем и кои што во кинеската традиционална медицина се познати илјадници години наназад и ден денеска се користат и во Јапонија и во Азија како стандардна дополнителна терапија, дури и кога се луѓето на хемотерапија, за да може да се појавата на нуспојавите од самата хемотерапија да може да се блокираат. Меѓутоа имаме и сулфорафан. За сулфорафанот имаме фантастични истражувања
особено кај карциномите кои што покажуваат дека и tekako тоа е екстракт од брокула во суштина, дека и tekako треба да се зема бидејќи е многу важен практично за канцерогените заболувања и за детокс фаза 2 во црниот дроб. И покрај овие две компоненти секако има уште 3 други кои што делуваат на модулација на имунолошкиот систем, па дури и резвератролот кој што и tekako е познат не само за регулирање на оксидативниот стрес, туку но он е важен за метаболизмот на липидите, метаболизмот на мастите, за циклооксигеназа двојка и така натаму. Значи, овој препарат од овие 5 компоненти е толку сложен што биолошките механизми на дејство се многу комплицирани и јас не би сакала да одеме во таа насока да ги објаснуваме затоа што не верувам дека и гледачите имаме време, да. Не само што немаме време, него едноставно не знам дали ќе може да не разберат, меѓутоа кога ќе кажеме сумарно како ефект на практично на овој препарат може да го земаат лица особено препорачлив за лица во поодминати години, за лица кои што имаат хронични заболувања, дијабет, коронарни васкуларни заболувања, бидејќи резвератролот и tekako е тука важен. Меѓутоа имаме и ликопен и да не заборавиме дека идеална комбинација од ликопен, да речеме заедно со сулфорафанот, тоа е идеалната комбинација за машката популација, особено кога станува збор за простатата. Значи не е само имуномодулатор, ова ви помага, ви дава енергија, е особено важен за луѓето која после завршување на било кое заболување за да може да практично да добијат енергија и едноставно да продолжат понатаму. Не содржи шеќер, па така е многу прилагодлив за луѓето кои што имаат дијабет. Особено важен кај вирусните и кај бактериските инфекции. Да, и само препорака за господјата, 4 години го пие пред појадок, дали да продолжи, дали пауза да прави? Една капсула на ден во суштина е превентивната доза од овој препарат. Така дури и здравите лица можат така да го пијат. Да, во суштина може да се зема. Треба да се следат луѓето. Јас сепак ја кажам дека е добро да се види таа редокс равнотежа. Добро е да се види затоа што механизмот на дејство на Г132+ не е само блокирањето на слободните радикали. Еден од тие механизми е и подстикнување на ендогениот, на нашиот природен капацитет на подстикнување на синтеза на антиоксидативни ензими. Значи, делува, пак ќе кажам, преку различни механизми, преку различни патишта на сигнална трансдукција и така натаму, заради присуството и на полифенолите, и на сулфорафанот, и на матичниот млеч, и на ликопенот, и на медицинската печурка реш, и така да прилично комплексен препарат. Да, и пред да го поставам моето последно прашање, повторно имаме ваш интерес и благодарам за тоа што и денеска секако ја разбудивме, би рекол, вашата љубопитност. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господја? Моето прашање е кој антиоксидант да го земам, ама предходно треба да направам еден подолг увод, како да ви кажам. Добро. Јас сум оперирана од карцином на дојка. Добро. Прво. Да не зборувам дека сум од хистероктомија тотална, тоа е одамна. Друго, имам тромбоцитопенија. Имам докторите што го викаат АФФ на срцето. Добро. Пијам по шема синдром. Често имам проблеми со дебелото црево, час проливи, час тврда столица. Да ви кажувам уште болести треба да должам многу. Време. Сепак доволно ни кажавте. Ви благодарам. Доволно ви кажав. Ведро звучите, тоа можам да го забележам. Да, ви благодарам за интересот и останете докрај со Фактор здравје. Спомена многу состојби и сериозни диагнози господјата. Знаете како, најтешко е кога имате еден куп вакви хронични состојби, каде што во суштина, прашањето е премногу едноставно. Кој антиоксиданс? Може би овде треба посериозна комбинација на антиоксиданси да се земе. Меѓутоа, посериозен пристап со промената на исхраната. И такако може овде да дојде превентивно една капсула Г132+ натурал. Меѓутоа, во него рековме дека има резвератрол, а резвератролот е полифенол кој што спречува слепување практично на тромбоцитите. Така да овде треба малце посериозен пристап. Не е едноставен одговорот на
на прашањето. Меѓутоа, ќе оставиме контакт во режија и или во режијата нека остави број телефонски господјата за да ја поврземе, да потсетам само уште малку имаме време денеска да разговараме на тема со антиоксиданси против вируси со виш научен соработник доктор Драгица Зенделовска. И би се навратил на оној научно-истражувачки проект кој што докажавте дека со вашите колеги пред се го зголемува нивото на одбрана или имунитетот, го намалува оксидативниот стрес, степенот на инфламација или воспалување. Колку овие резултати од една страна се важни за пациентите, тоа веќе го потврдивме, но што значи тоа за научната фела, за колегите ваши од целиот свет, бидејќи сепак овие истражувања покрај импакт факторите и списанијата каде што се објавени, сигурно дека ќе биде презентирани на други научни конференции, конгреси, симпозиуми евентуално. Да, имаме покана за презентација во Белгија. Значи тоа е еден меѓународен огромен конгрес кој што е организиран од Елсевиер и практично е еден од најголемата конференција за редокс рамнотежа, точно за оксидативен што зборувавме, стрес. да. Така е. Овие резултати ќе бидат исто така презентирани во Америка, прилично интересни, затоа што морам да признам дека дури нашите гледачи знаат дека практично на пазарот постојат голем број на антиоксиданси. Што значи тоа за научната фела, што значи за лекарите и така натаму? Едно е кога имате клинички тестиран препарат, затоа што веќе знаете кој е начинот на неговото делување, кои резултати треба практично да се очекуваат и практично кога имате нешто што е докажано преку науката и со научните истражувања, полесно е да го дадете. Во суштина, навистина, ја би подстикнала се почесто да се прават вакви истражувања, за да можеме да кажеме на крај да, ова може да се даде во такви ситуации, како што велиме, да, Г132+ може да се даде кај вирусни инфекции, кај бактериски инфекции, кај луѓе кои што имаат намалена функција на имунолошкиот систем, кај хронично болните, кај луѓе кои што имаат карциноми на дебело црево, на простата, на дојка и така натаму. Значи, се почесто треба да се подстикнуваат ваков тип на научни истражувања, затоа што и како сме сведоци на голем број на реклами, знаете како ги гледаме, пиете ова да го подстикне вашиот имунолошки систем, земајте ова, меѓутоа во колкави дози, колку време треба да се пие, што да се зима, дали имаме нус појави од пиењето на антиоксиданси, кои антиоксиданси? Затоа што во суштина вие можете да зимате витамин D, да, тоа е вистина дека витамин D треба да зимаме и за жал дури покажавме дека сме популација која што има ниска концентрација на витамин D, меѓутоа кои нус појави може да ви се појават од витаминот D, дали може да се случи зголемување на концентрацијата на јонскиот калциум, дали со пиењето на цинк ќе добиете гастроинтестинални тегоби, диареја. Може би да, треба да се зима, колка временски период. Сето тоа се прашања на кои што треба да најдеме одговори, меѓутоа одговорите се наоѓаат преку вакви клинички истражувања. Јас сум навистина горда на тимот кој што ја сработи целата оваа научно-истражувачка студија, кај што докажавме дека еве овој препарат Г132+ кој што се наоѓа на нашиот пазар и како може да помогне особено кај вирусните инфекции. Да, и пред да ви се заблагодарам, да дадеме апел дека превентивно уште од сега треба да работиме на имунолошкиот систем, бидејќи есента за неполни 2 месеци ќе дојде зимата и понатаму оној пик кој што се очекува во однос на сите овие вирусни и бактериски инфекции. Тука ќе ви се заблагодарам, ќе ви посакам убаво и мирно лето и повторно да се видиме во следна емисија од Фактор здравје. На имунолошкиот систем треба да се работи цела година, 24/7 милија. Ви благодарам на поканата и вам ви посакувам убаво лето. Да, и мирно. Ви благодарам. Да, благодарам уште еднаш и благодарам што ги споделивте овие научни сознанија. Виш научен соработник доктор Драгица Зенделовска беше денешна ваша и моја гостинка во Фактор здравје. Благодарам за интересот и вашето следење, а секако вашата љубопитност ќе ја задоволиме веќе утре со новото продолжение од Фактор здравје во 9 часот и 15 минути. До тогаш пријатно.